а каде можеме да избегаме за да си ги раскажеме урбаните скопски приказни, да се видиме со пријателите и малку повеќе да подишеме колку можеме повеќе свеж воздух, да избегаме од клима уредите. Разговараме во продолжение со доктор Михаел Кочубовски од Институтот за јавно здравје. Добро утро. Добро утро. Поздрав до гледачите на Македонска радиотелевизија. Докторе, вие правите едно истражување. Го правите во 2002 година, многу надополнувате со информации, постојано следите. Причина за таквото истражување се урбаните жешки острови или УЖО наречени, кои што се јавуваат во овој период на годината. Можеме убаво да ги објасниме кои се тие, а ние ги чувствуваме секојдневно, веројатно не под оваа терминологија. Добро, УЖО на македонски или УХИ на англиски, Urban Heat Island ефект или што го викаме. Значи ефектот на тие урбани жешки острови се јавува обично во урбани средини, значи урбанизирани средини каде што имате многу бетон, многу згради, многу асфалт и каде што нема доволно зелени површини и нема доволно водни површини или водени површини. Така да тој УХИ или УЖО по-нашки едноставно се јавува во летниот период секако, кога се јули, август особено, кога се највисоки температурите амбиентни на воздухот и се јавува заради тоа што ефектот на радијатор, го знаете што е радијатор, се создава во централното градско подрачје, но ни на периферијата, али не е толку изразено, зашто на периферија обично има многу зеленило. Нема толку високи згради, големи згради, нема толку асфалт, има повеќе куќи, каде што има урбано зеленило самите куќи, мислам околу куќите и така натаму. Така да тој УЖО се јавува кога сонцето, едноставно инсолацијата, ја загрева површината, а површината се грее, ако е зелена површина, помалку се грее, значи се треба понатака дрвија нормално, али бетонот, асфалтот, пошто е црн, особено се загреваат. И тие се како радијатор, значи ние го загреваме радијаторот. Исто така црни автомобили, никој не збори за црни автомобили. И на автомобилската индустрија, например, продава црни автомобили без да размислуваат, да кажеме, луѓето и тие што ги произведуваат, тие што ги продаваат, каде се погодни такви црни автомобили да се користат. Јас секој што го кажам, ретко кој да сретнете некоја студија која каже и тој ефект. Затоа што црните автомобили, за разлика од белите или тие што се со неутрална боја, која не привлекува сончева радијација, едноставно многу помалку се загреват, разликата е 20 на степени, најмалку. И рефлектираат топлина. И кумулираат топлина. И кога ќе влезете, вие шок добивате едноставно. И тоа што ми кажавте на почеток на емисија, кога ќе се влезе во автомобил, треба прво да се проветри. Да не се влегува, него да се отворат вратите, прозорите и да се проветри. Климата да се уклучи секако. Едноставно морате да се прилагодите, иначе ќе добиете шок, особено црна автомобил. Сега да се вратиме на УЖО. И тоа е поврзано со УЖО. Значи, во центарот на Скопје и на центар на големи градови како Скопје се јавува УЖО. Не е тоа феномен кој се јавува само кај нас. Едноставно се јавува во јужните, да кажеме, преде географски широчини повеќе него на северните, заради појаката инсолација. И ние уште порано имавме на студија каде што сателитски едноставно снимавме, тоест од авион со термална камера како е УЖО ефектот, а сега направивме мерења, теренски мерења во 2022 година. Да, всушност, периодот кога го правите од 22 јули до 28 јули, веројатно ќе го наречеме пикот на летото. Така е. Тогаш беше топлотен бран, како што и сега топлотен бран, од трајање од 7 дена, и сега е топлотен бран од 7 дена. И тогаш се направивме заложба да ги измериме температурите реално, како да речеме теренски. И младиот колега што е кај мене, едноставно со велосипед, вршевме мерења. Што меревте? Што е најсоодветно за мерење? Па видите, морате да имате... Веројатно неколку алатки. Да, имате термометар, ние имавме термометар кој беше
тесто кој беше калибриран и исто така ги исполнуваше стандардите на ИСО, стандардите на Меѓународната организација за стандардизација, значи и калибриран непосредно пред тоа, така да со тој калибриран, атестиран термометар ние вршевме мерење. Значи тоа беше негде на 1,5 метар висина од почвата и се мереа, се вршевме мерење. Не, во 3 интервали во суштина. Да. Наутро напладни навечер од 6 до 8 часот, пладнето 13:30, 16:30, веројатно најголемиот пик, да, и од 21 до 23 часот. Би сакала, оти споминавме дека е централното градско подрачје на булеварот Свети Климент Охридски, булеварот Илинден, Борис Трајковски, улицата Партизански одреди, Никола Тримпаре, улицата Костурски херој. Буквално централното градско подрачје, во кое што неколку пати споменуваме од самиот старт на разговорот дека сакаме да од таа урбана средина сакаме да избегаме во приградските средини, во кој што конкретно прашањето ми е како некогаш се справува, како денеска се справуваат со УЖО, затоа што некогаш температурите уште повеќе се чувствуваа намалени во приградските населби, а сега сликата е поинаква. Може би токму тоа бегство од централното градско подрачје ги преоптоварува и приградските населби. Убаво кажавте. Ние го шириме ефектот на УЖО. Значи го шириме тој УЖО кој беше, да кажем, само центарот, сега го шириме кон периферијата. Со таа урбанизација, и урбанизацијата е, мислам, ако е правилна урбанизација и ако е хумана, што би рекле, или зелена урбанизација, таа внимава на зеленилото. Внимава да имате доволно зелени површини, да имате доволно водени површини, за да може да се намали тој ефект на УЖО. Затоа што ако немате, видете што се случува кај нас, по општините, особено во некои општини, да не ги наведам, во Скопје и во другите градови, али во Скопје особено. Вие имате куќи кои се, да кажем, на плац од 400 или 500 квадрати, а некаде и помали. Ја продаваат таа куќа, ја дават на инвеститор, се гради зграда. Куќата имала, ако е 400 квадрата, имала 300 квадрата зеленило. После тоа веќе нема ни метар квадратен зеленило. Сега нема да се повеќе сме сведоци на таквата слика. А имаме закон за градишно земјиште, каде што треба да имате 70% изградена површина, а 30% зелена површина. Каде е зелената површина? На ублажување на УЖО главно го посочувате зеленилото. Зеленилото. И тоа не треба само. Него треба и дрвја со тоа убави крошни. Тоа сакав да ве прашам. Што е потребно? Значи, треба да има и трева, но треба да има и дрвја со убави големи крошни. Значи, и листопадни, но и зимзелени сега, али листопадните даваат убави крошни. И го даваат ефектот на евапотранспирација. Тоа е, например, да сте у сенка. Значи, сонце грее и вие сте у сенка од зграда, да речеме. И се чувствувате попријатно него директно на сонце, секако. Али кога сте во сенка од дрво, со голема крошна, значи големо дрво, со убава крошна која е широка неколку метри и така натака, едноставно се чувате многу попријатно. Заради евапотранспирација. Тоа беше тоа што сакав да ве прашам, добар познавач сте, како некогаш се справувале со УЖО, а како се справуваме сега, па добро, може да земеме некои пракси од тоа некогаш како што било, што треба повторно да вратиме, ако главниот виновник да се спасиме е зеленилото. Па видите, има начини. Сега, например, превише згради има на мал простор, но и тоа може да се реши. Ако немате простор за да садите зеленило околу, можете да садите на кров. Едноставно можете да садите на зидовите, на балконите, едноставно да имате што поише зеленило. Така, има градови зелени, што ги викаат, град, Љубљана, каде што сегде кај да видите, сегде има зеленило, цвеќиње и така натака. И ако, затоа што урбанизацијата едноставно ја подразбираат повеќето за жал, дека само треба да се гради. Треба да се гради, но треба и едноставно да имате простор за зеленило, каде што едноставно тоа зеленило нема да ја штити само од ужо, ќе ве штити од аерозагатување, од бучава, ќе имате ефекти на менталното здравје, на подобрување. И има студии, Светска здравствена организација каже, ако имате пристап барем до зеленило, како е градски парк и овие помали паркови. Ги споменувате вие зелените паркинзи тука во вашата статија. Да, и тие се битни.
Имате зелени паркинзи во некои земји каде што на пример тие се покриени, мислам покриени, има заштита од директна инсулација, но одозгоре имате зеленило. Тоа се веројатно катни гаражи кои што на А не се само катни. Така ги замислувам по тоа што ги објаснувате. На кровот имаат зеленило. Може да бидат и приземни. Оние кои што има простор и прават како настрешници, да рекам. А тие настрешници одозгоре се покриени со, да кажеме, со зеленило. И тоа е добро и за пчели, и за животинскиот свет и така натака, но и за квалитет добро, но и за луѓето. Веројатно никогаш ќе зборуваме за таков тип на урбано живење кој што сакаме постојано да велиме дека главниот град, метрополата го заслужува и го живее. Дотогаш вашата статија вели дека 3 до 4 степени температурата била пониска од централното градско подрачје, од улицата Никола Тримпаре, кој што е без дрвја, наведувате, во градскиот парк во Скопје. Па видите, тоа е просек во тие денови кога меревме. Значи, меѓу тие мерни места. И не само ни Тримпаре, него и другите. Ја земав примерот, изборувавме за зеленилото. Али, например, Никола Тримпаре, што го спомнасте, во еден ден, ние измеривме во 14 часот, да речеме, измеривме 42 степени Целзиуси, а кај парк, значи, во тој ден, беше околу 34,1. Разликата беше 7,9 степени Целзиуси. Литературата кажува дека може да биде од 5 до 10 степени Целзиус. Ние сме близко до 10 разлика меѓу периферија и центар за тоа ужо или ухи на англиски. Едноставно, така да и видите што е интересен феномен на запад. Интересно. Луѓето како вие што имате на периферија живеат. Тие што имаат можност едноставно, а работат у центар, да речем, и така натака. Кај нас е обратно, сакаат да живеат во центар. И поскапи се становите, и имате поише бучава, поише аерозагатување, имате и поеќе ужо. Но и некако се менува трендот, поради тоа што гледам и дека бегаат од градските средини и при градските населби се почнуваат да се пренаселуваат, се чувствува и таа разлика. Она што сакам исто така да го истакнеме, велите вака: ужо предизвикува зголемена потрошувачка на енергија, намален квалитет на воздух, воден, стрес и негативни влијанија по секаков здравието на луѓето. Проценките од 2014 година е дека трошоците за здравствената штета предизвикана со топлина достигнуваат 170 милиони денари годишно. Да, тоа е од Светска здравствена организација направена проценка и тоа е таа, мислам. Веројатно и ќе расте. Да, видите, секој оптеретување, одноставно над на очекувана температура или што викаме нормална температура во лето, например, секако треба да биде топло во лето. Да. Затоа што живееме таа географска широчина. Али климатските промени доведува до тоа да имаме екстремни топлини и екстремни временски појави секако, али сега збориме за топлината. Така да се поеќе имаме ние овие топлотни бранови, за жал. Рековме 22 беше 7 дена. Минатата година знаете колку беше топлотниот бран? Колку? 14 дена, континуирано. Сега имавме еден топлотен бран на почетокот негде беше во Гевгелија, ама тоа беше само Гевгелија. После имавме 2 дена, сега има едноставно, тоест 5 дена, па сега 7 дена, сега веќе имаме 12 дена вкупно, оваа година. А летото уште е пред нас. А летото е пред нас. Значи, ќе дојдеме ние, можда како рекордната година минатата, значи стално имаме рекорди, може пак имаме рекорди оваа година. Не знаем. Се надевам дека главните чинители, поради тоа што неколку пати ги споменуваме, ги повикуваме во сенка институциите кога зборуваме за зеленилото, малку повеќе ќе ја послушаат научената фела. Оти за тоа и гласно зборуваме и затоа ја пренесуваме вашата студија, за која што би сакала и вака и да го завршиме разговорот, а постојано зборуваме ова динамично секојдневни што ни чини нас и на нашиот организам и здравје. Одржливиот урбан развој, еколошкото управување со животната средина значително ќе придонесат број 1 намалување на стресот, подобрување на расположението, когнитивната функција, посилен имунолошки систем, поквалитетен сон, поголема физичка активност, односно севкупно подобрување на здравствената благосостојба на населението, нешто кон што тежнееме. Така. Ние сме среќни што имаме
сепак акциониот план за превенирање последици од топлотни брани за разлика од регионот. Земјите во регионот никој нема. Земјите во регионот и ние имаме само метеоаларм, но ние имаме и тој акциониот план каде што кој е топлотен бран ги ослободуваме ранливите категории граѓани кои се возрастни над 60 и бремените жени. И тоа на тој начин ги превенираме, но сепак последиците секако даваме и препораки како да се однесуваат граѓаните. Постојано имаме на нашата веб страна, на Facebook страната на Институтот за јавно здравје, постојано во медиуми излегуваме преку вас ја пренесуваме пораката. Значи граѓаните особено од 11 до 17 не треба, ако не мораат да излегуваат, тогаш е многу топло. Тогаш е највисок УВ индексот. Пред тоа и после тоа може. Ви благодариме, докторе, за гостувањето. Благодариме, се надевам дека ќе продолжите вака со вашата работа. Гледам дека и веќе помладата фела вие го пренесувате знаењето, ги вклучувате. Се надевам дека ќе ве гледаме почести со некои нови истражувања. Благодарам.